Ова е само мал дел од еден од поголемите шопинг центри во близина на Вашингтон, и тој, како и илјадници други низ целата земја, е затворен. Економијата крена рачна кочница и буквално застана, а последиците најмногу ги чувствуваат просечните американци. Неверојатни 20,5 милиони луѓе останале без работа во април, со што вкупната бројка надмина 33 милиони. За само еден месец стапката се искачи од 4,4 на 14,7%, највисока во последните 70 години. Do I pay my rent? Do I pay my bills? Do I feed my children? Со оваа дилема се соочуваат многумина. На американската економија и требаше една деценија да закрепне од светската економска криза, а сето тоа беше збришано од коронавирусот. My wife is pregnant with our first child. We're obviously concerned about, payment, being able to afford having a child. Од друга страна, председателот Доналд Трамп е оптимист. Вели дека економијата ќе закрепне и дека следната година ќе биде неверојатно добра на економски план. The number will start coming down at an appropriate time, whatever that is. I'm viewing the third quarter as being a very important quarter because that's, as I said, that'll be a transition. Сепак, експертите се загрижени и сметаат дека ќе бидат потребни години да се надоместат загубените работни места. This is 10 times worse than we've seen in a generation, and obviously it's real cause for concern. И непартиската конгресна канцеларија за буџет очекува стапката на невработеност да биде 9,5% на крајот на 2021. Федералната влада усвои 4 пакети помош вредни речиси 3 трилиони долари. Дел од овие пари завршија директно кај граѓаните. Сите со помали приходи од 75.000 долари годишно добија по 1.200 долари. Председателот најави и дополнителна помош. And we can do things ministerially through executive order or otherwise that can help a lot of people. As an example, like delays, we can do delays of various filings. Сепак, дел од невработените се жала дека се уште чекаат и по речиси 2 месеца не го добиле ни надоместокот при невработеност. I ran out of patience with that. I'm still one of millions. I do understand that. Во меѓувреме и покрај предупредувањата од здравствените експерти, дел од сојузните држави веќе почнаа со укинување на ограничувањата во обид да ги спасат своите економии. Зачувување на јавното здравје или на националната економија. Ова е дилемата со која се соочуваат САД во моментов. За Алфа од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.